звучи како мотор и можеби се чувствува како мотор. Но она што го придвижува новиот Dodge Charger воопшто не е мотор со внатрешно согорување. Тоа е целосно електрично возило. Но звукот и мирисот на гумите се реални, додека издувните гасови се вештачки. Мислам дека ќе заборавите дека е електрично возило. Рајан Нагоде е подпредседател за внатрешен дизајн во Stellantis, кој е собственик на брендот Dodge. Charger долго време е икона од ерата на американските мускулни автомобили на бензин. Нагоде вели дека неговата електрична верзија со одредени модели кои надминуваат $60,000 е предизвик за Dodge. Знаеме дека во тој правец се движи светот. Потребно е време. Даночниот кредит до $7,500 дел од законот за намалување на инфлацијата на администрацијата на Бајден од 2022 година, помогна да се направат скапите електрични возила произведени во Америка подостапни. Но председателот Доналд Трамп сигнализираше планови за прекин на кредитот. Нагоде вели дека тие стимулации не биле главен фактор во развојот на електричните возила во компанијата. Имате различни клиенти за ова возило. Тоа не е нивната прва или основна мисла. И покрај тоа, стимулациите помогнаа да се поттикне порастот за купување на вакви возила минатата година во САД, објави Cox Automotive, со околу 1,3 милиони продадени нови возила, што е зголемување од 7,3% во однос на продажбата од 2023 година. Toyota има 19 електрифицирани возила. Хибрид, плагин хибрид, електрични возила во комбинација со гориво или само електрични возила. Метроер е специјалист во јапонскиот производител на автомобили Toyota. Речиси 30% од она што го продаваме сега е некој вид на електрифицирано возило. Ниту еден од нив не се квалификува за тековниот федерален даночен кредит. Единственото целосно електрично возило на Toyota во Северна Америка, BZ4X, исто така не се квалификува бидејќи е произведено надвор од САД. Во декември, Toyota објави дека ја намалува цената до $6,000. Гледаме дека електричните возила стануваат поевтини. Мега Лакчаура е службеник за електрични возила за Илиноис, која продолжува со државниот попуст од $4,000 за купување целосно електрично возило. Таа и се придружи на Мелиса Вашингтон, подпредседателка во снабдувачот со енергија Комет, на пресконференција на автомобилскиот саем. Имаме грант од $100 милиони што ќе биде достапен во 2025 година за клиентите да купат електрични возила. И тоа ќе биде за сите клиенти, комерцијалните и клиентите од јавниот сектор. И додека неизвестноста ја обкружува иднината на федералните стимулации за купување електрични возила, Троер вели дека клиентите се повеќе се фокусирани и на другите придобивки. Поевтино е за возење, за одржување, но тие исто така се грижат и за животната средина.